Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Неодамнешното насилство на Блискиот Исток поради филмот што се подсмева на пророкот Мухамед и нуклеарниот спор со Иран доминираат во обраќањето на американскиот председател на Генералното собрание на Обединетите нации. А на маргините на собранието, по нивната синоќешна средба, шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција со различни видувања за тоа што си кажале. По подолг период прва средба меѓу шефовите на дипломатии на Грција и Македонија, а по неа различни толкувања за тоа кој што рекол. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски во изјавата за Гласот на Америка на македонски ја опиша средбата како куртоазна. Она што конкретно разговаравме беше врзано за взаемните перцепции, стравовите или креираните видувања од едната или од другата страна. Поповски нагласил дека Република Македонија очекува од своите соседи, кои се дел од евроатлантската заедница, да имаат конструктивна улога во однос на приемот на Македонија во ЕУ и НАТО. Во соопштението на Грчкото министерство за надворешни работи пак стои дека средбата била за запознавање и дошма на барање на Поповски. Според грчката страна, министерот Димитрис Аврамопулос на средбата со Поповски ја истакнал содржината на неодамнешното писмо на грчкиот премиер Антонис Самарас. Забележувајќи дека Грција веќе го сторила својот дел во обидот за наоѓање на решение, Аврамопулос потенцирал дека е време и раководството во Скопје да го стори своето. Поповски пак за Гласот на Америка на македонски вели дека на средбата со Аврамопулос. Мислам дека главна придобивка е тоа што можевме заедно да констатираме дека Република Македонија не представува никаква безбедносна или закана по територијалниот интегритет на Република Грција. И сметам дека тоа е една клучна констатација, бидејќи по таа логика е и наметнат билатералниот спор кој во изминативе 20 години не измачува. Грчкото министерство за надворешни работи пак реагираше на македонските медиумски извештаи дека Аврамопулос уважил дека Македонија нема територијални претензии кон Грција. Тоа не е точно и такво гледиште воопшто не беше изразено. Според портпаролот Грегори Далевекурас, цитираме, се работи за добро позната тактика од Скопје да се создаде сензација за домашна употреба, што е само потврда дека не покажуваат искрена волја и намера за пронаоѓање решение за името. Средбите на маргините на Генералното собрание во Њујорк продолжуваат. Денеска попладне по американско време македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов ќе се сретне со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Американскиот претседател Барак Обама во обраќањето пред Генералното собрание на Обединетите нации се осврна на неодамнешното насилство на Блискиот Исток и иранската нуклеарна криза. Тој го осуди насилството што се прошири низ муслиманскиот свет по аматерското видео објавено на интернет што го исмејува пророкот Мухамед, а во кое беше убиен американскиот амбасадор во Либија Кристофер Стивенс и тројца други американски дипломати. Обама пред делегатите подлаче дека нападите врз дипломатските представништва на САД во Либија и во други делови на светот представуваат навреда на идеалите врз кои Обединетите нации се основани. Тој го предупреди Иран дека, иако и натаму има време и простор за преговори околу нуклеарната програма, времето не е неограничено. Подлаче дека САД ќе сторат се што е во нивна можност за да го спречат Иран да дојде до нуклеарно оружје. Во продолжение на Newsflash, ботаничката градина во Њујорк, парк од 100 хектари во Бронкс, последниве неколку месеци е огледало на една од најпознатите орнаментални градини во Франција, онаа што преку 40 години негувал францускиот импресионистички сликар Клод Моне. Погледнете. Може би им должам на цвеќињата што сум станал сликар, напишал Клод Моне. Им се одолжил со многу слики инспирирани од градината во неговиот дом во местото Живерни во рурална северна Франција. Ботаничката градина во Њујорк рекреираше дел од таа градина. Карен Дабман е директорка на изложбата. Бил одличен градинар, креирал прекрасни комбинации што сега ги представивме во ботаничката градина во Њујорк, а што биле инспирација за неговите слики. Во грандиозната алеја се влегува преку реплика од вратата во домот на Моне. Таа е богатство од бои и форми. Розите се важен дел од градината на Моне. Одгледувал различни видови и тука ги имаме насекаде. Моне бил еден од основачите на францускиот импресионизам.
Ја негувал градината од 1883 па се до крајот на животот, до 1926. Сега таа е една од туристичките атракции во Живерни. Изложбата е проследена со текст што објаснува како Моне ги избирал растенијата. Еден од моите омилени цитати е: "Моето најубаво уметничко дело е мојата градина." Изложбата е популарна. Посетителите се воодушевуваат на лотусите кои се капат на сонцето долж водните канали. Попрво би сакала да бидам во Живерни отколку во Бронкс, но ова е најблиску до тоа. Изложбата вклучува и палета на Моне, историски фотографии на Живерни и фотографии Елизабет Мури од градината денеска. Изложени се и две слики на Моне, од кои едната никогаш порано не била покажана во Соединетите Американски држави. А утре во Newsflash, потрагите на алармантната вест денови ја објавија американските научници дека покривката од мраз на Арктикот е најмала откако започнале да се водат сателитски податоци во 1979-та. Во опасност живиот свет, водниот сообраќај, па дури и дипломатијата. Не пропуштајте утрешната емисија. Се топи врвот на светот, далеку од неголемиот дел на светското население, но долгорочна опасност за сите нас. Гледајте утре во Newsflash. Тоа е се за ова издание. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка од студиото во Вашингтон. Со вас вечерва беше Ведран Андоновски. Сето ова што го видовте и многу повеќе може да го најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. До гледање до утре.